Добар ден на сите. Мене ми е навистина драго што во библиотеката денеска заедно со директорот на Агенција за млади и спорт се сретнавме со студентите кои што учат тука, но исто така и од собранието на кое што ние на студентите во нашата држава. Сметам дека тие навистина помогнаа во изминатиот период како млади луѓе да донесеме политики кои што ќе го подобрат стандардот на младите. Заеднички успеавме да ја донесеме младинската гаранција, да ја имплементираме и да имаме огромен успех, заради тоа што ги постигнавме индикаторите кои што ги постигнуваат европските развиени земји. Од вкупно вклучени околу 20.000 млади лица минатата година, повеќе од 6.300 млади лица веќе се вработија преку младинската гаранција. Но исто така сакаме да ги видиме младите во реалниот сектор, во производството, и затоа го воведовме и младинскиот додаток во консултација со младите лица, и тие денеска добиваат 3.000 денари дополнување на нивната плата секој месец, и тоа го добиваат повеќе од 5.000 млади луѓе. Ова навистина укажува дека животниот стандард нивни расте, но исто така тие имаат се уште предизвици. Зборувавме со нив кои се можностите за унапредување на читалните, на процесот на образование, на вклучување на повеќе демонстратори и асистенти во високото образование. Навистина тие се она критична група на граѓани која што треба заедно со сите нас да ги донесе промените во нашето општество. Јас сум горда кога слушам како тие размислуваат, на кој начин го гледаат нашето општество, и секоја средба со младите и со студентите ми дава дополнителна енергија и сила да заеднички движиме кон подобра држава, кон подобро општество. Тие исто така укажаа дека се чувствуваат многу слободно сега и дека чувствуваат дека секогаш може да го кажат своето мислење независно од тоа дали е критичко или е поддржувачко мислењето, и тоа укажува дека ако студентите се слободни, ако младите се слободни, тогаш и нашето општество е демократско. Ви благодарам. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувана вице-премиерке, денеска заеднички со вице-премиерката имавме средба со студентите каде што говоревме за сето она што направивме во изминатиот период, но и секако сето она низ што поминавме. Драго ми е што денеска студентите се задоволни што има фер и демократски студентски избори. Драго ми е што денеска студентите се задоволни за сето она што се прави во делот и на студентската инфраструктура и во делот на студентскиот стандард. Верувам дека и во периодот што следи заеднички ќе делуваме, но пред се сето она што го правиме ќе произлегува и ќе доаѓа од самите студенти, затоа што на крајот од денот они самите најдобро знаат што е најдобро и што највеќе може да им користи во текот на едно секојдневие и во текот на студентскиот циклус. Сакам да се заблагодарам и до директорката на библиотеката Браќа Миладиновци, која што ни овозможи секако топол пречек и пријатна атмосфера за да можеме да говориме за сите оние политики за кои што и напоменав. Драго ми е што денеска младинската невработеност се повеќе се намалува и со тоа покажуваме дека имаме сериозна грижа кон најмладите. Дополнително и на младите им овозможивме голем број на попусти, поволности, Европската младинска картичка е нешто што се спроведи од Агенцијата за млади и спорт, дополнително голем број на предприемачки обуки, голем број на обуки во делот на IT вештини, се со цел колку што можеме повеќе младите ги направиме достапни на пазарот на трудот, односно полесно да можат да најдат работно место. Со ова уште еднашка покажавме дека пред се како институции сме отворени, пред се како институции знаеме да слушаме и знаеме да работиме во интерес на младите и во интерес на студентите. Верувам дека заеднички во периодот што следи дополнително ќе ставиме и акцент на студентите и пред се на студентската инфраструктура, на студентските домови, кои што се важен предуслов да студентите имаат безгрижно студирање во нашата држава. Ви благодарам.